Овој брод полека тоне кон дното на Црвеното море, откако проектил на Хути го погоди минатиот месец. Тоа е првиот потонат брод од Хутите, но тие оштетија повеќе од десетина други, па дури се качија на еден брод по средината на ноември. Овде сме среде вистинска безбедносна криза, која за многумина економска, дипломатска криза во регионот, а Кина никаде ја нема. Војските на САД и Велика Британија извршија повеќекратни напади врз цели на Хутите во Јемен, за да ги уништат оружјето и радарите, што се користат за гаѓање на комерцијални бродови. Проблем што предизвика расправа во Сенатот. Ние сме таму со нашето знаме. Нашите мажи и жени се во опасност. Кина е нацијата за која претпоставувам дека е најмногу погодена од затварањето на трговијата во Црвеното море, а сепак тие седат настрана, преправајќи се дека се пријатели на сите. Гледаме одреден степен на искористување. Тоа е апсолутно неприфатливо. Кога зборуваме за меѓународен проблем на кој му треба меѓународно решение, треба кинезите да бидат многу поагресивно ангажирани. Портпаролот на кинеската амбасада во Вашингтон неодамна изјави за Гласот на Америка дека во целина Кина е подготвена да работи со сите страни за да ја заштити безбедноста на меѓународните бродски патеки. Кина наводно ја распределила својата 46-та флота во заливот на 21 февруари. Но Гласот на Америка и другите не можеа да го потврдат пристигнувањето на флотата во регионот на Црвеното море. Би поздравиле продуктивна улога од страна на Кина, но според моите сознанија во оваа фаза тие ниту понудиле, ниту спроведуваат какви било операции за да помогнат во заштита на морнарите или меѓународниот превоз. Аналитичарите предупредуваат дека иако кинезите се обиделе да помогнат во меѓународните проблеми во неколку случаи изминатата деценија, нивната вклученост не била секогаш од алтруистички причини. Исто така, постои веродостојно објаснување дека тие би можеле да испраќаат бродови само за да соберат разузнавачки информации за перформансите на нашата технологија за пресретнување на ракети и беспилотни летала. Моето очекување е дека Кина ќе се обиде малку да помогне во општата кауза, но ќе биде повеќе фокусирана на сопствените бродови и повеќе фокусирана да дознае што прават САД. Пекинг има одредено влијание во регионот како најголем купувач на сурова нафта од Иран, но досега не покажа доволно влијание врз Иран за да ги спречи ракетните напади од Хутите поддржани од Иран. Милитантите велат дека бродовите од Кина и Русија можат безбедно да поминуваат низ Црвеното море, но танкер што превезувал руска нафта бил погоден од ракета на Хути претходно оваа година.